Драги пријатели, го почнуваме серијалот Политикрон, во кој што ќе зборуваме за сите оние манифестации на политиката, на политичките луѓе, политичкото битие, она кој што толку насушно му е потребно на денешниот човек. Во нашето воведно излагање со мојот драг пријател Сашо Манески, ние ја спомнавме трагичната состојба на современиот човек, каде што толку насушно има потреба ова време, има потреба оваа земја од луѓе херои, од луѓе водачи, од луѓе борци, од луѓе мудреци и мислители и толкав дефицит од сите ни во јавната сфера, не затоа што Господ не праќа такви луѓе во оваа време. Нема време без такви луѓе. Нема земја без такви луѓе. Нема народ без такви луѓе. Туку затоа што тие луѓе денес не се таму каде што би требало да бидат. Тој природен, Богом дан водач, денес е некаде меѓу приватниот и невладиниот сектор, води некој скромен ентерпрајз за интересите на некој газда кој што можеби никогаш нема ни да го види. Човекот кој што го има дарот за мобилизирање, за регрутирање на кадри, она што нема теоретичар на политичката мисла што нема да ни каже дека е сршта на постоењето на политичката организација, како да го убедите онај ближен, онај ваш животен соборец, сопатник, колега, истомисленик, дека му е местото во таа организација. Тој човек денес мобилизира и регрутира дали за маркетинг агенции, дали за спортски клубови. Дефинитивно таму, каде на ниту еден таков човек во историјата не би му било место. Слично е со борците, слично е со мислителите, кои што сега размислуваат за некои рекламни слогани, сега размислуваат како успешно да осмислат некоја комерцијална кампања и на крајот, дури самата политика се сведува на успешна комерција. Како диџејот да се спакува како лидер, како маркетиншката агенција да стане кичмата на политичкиот процес. Зошто е тоа така? Како успеавне за само неколку генерации да станеме од автентичен историски народ една бледа копија, еден симулакрум, кој што може да служи само како историски огледен пример во учебниците на наредните генерации, како од битие сме паднале во небитие, од нешто сме станале ништо. Доволно е да ја погледнеме структурата на една воена организација, на војската. Нешто што денес се повеќе и повеќе станува мисловна именка, затоа што народот е разведен од својата војска. А неговата војска станува бездушна армија на платеници која треба да војува за туѓи интереси. Во една класична воена структура постојат неколку типични, маркантни фигури кои што се издвојуваат во процесот како една апстрактна стратегија да стране конкретна тактика, а конкретната тактика да се примени на теренот. Имаме стратешки мислители во генералштабот, генерали. Имаме стратешки делатели, заповедници, генералштабни офицери. Имаме офицери со пониски чинови, например капетани, кои што се конкретни заповедници на единици. Имаме подофицери, водници, например, кои што служат сега таа конкретна заповедност да ја пренесат на војниците на теренот. И имаме на крајот војнички чинови од тип на десетари, каплари, кои што служат конкретно во секојдневниот живот со војниците, сето тоа да биде пренесено на дело. Се сеќавам овде на една анегдота од оние времиња кога сепак постоеше една природна еволуција, кога младиот човек, како во оние денес ние погрешно ги нарекуваме примитивни трибални општества, кога во еден иницијацијски процес тој млад човек станува маж, така и овде во оние времиња кога војската ја имаше заменето таа древна иницијацијска пракса и преку служењето војска влегуваше во она општество на возрастните. Има една анегдота кога еден генерал врши инспекција на некој провинцијски гарнизон, а војниците помалку грижливи го предупредуваат на влезот: генерале, бидете тивки и внимателни, капларот спие. Да, капларот бил центар на универзумот, оној кој што бил тој катализатор кој ги преобразувал мамините рузмарини во деца на татковината. А за тие деца на татковината пее Марселјезата и сите од неа изведени национални химни.
од Америка до Виетнам. Децата на татковината се оние кои што на повикот на татковината, на повикот на таа колективна мајка, ја бранат во конкретните судири. Но како може да ја бранат сега ако не постои пак таа структура, ако не постои тој десетар кој што ќе ги воведе во животот на возрастните, во таа сурова битка за опстанок, за преживување. Ако не постои тој водник кој што ќе ги научи како да делуваат како единица, ако не постои тој капетан, тој заповедник, кој што ќе ја даде смисла на таа единица, каде се наоѓа во таа крупна стратешка формација, која што пак сега еден мајор, еден генералштабен офицер, ќе успее да ја поврзе во крупната стратешка замисла на генералштабот. Тоа е патот од идеалот кон неговото остварување. Или ако сакаме конкретно, од материјалното, од она наше секојдневно, каде што сме двајца, тројца, се дружиме во секојдневниот живот, во она идеалното. Секојдневното, реалното, може да стане остварување на идеалното само преку јасна структура. Која е оваа структура сега? Ја спомнаме војската. Војската Клаузевиц, големиот пруски, германски стратег, еден од најненадмирливите философи во униформа би го нарекол. Војската ја нарекува врв, квинтисенција, врвна смисла на политиката. Она што политиката го турка полека, дипломатите, преговарачите, тоа војската на крај го решава. Затоа војската често пати и таа чест на својот народ. Преку војската, преку воените херои, преку воените подвизи се препознаваат народите. И затоа денешните народи кои што ја живеат таа постполитичка жална екзистенција, каде што оној кој што е предодреден за херој станува менеджер на некој клуб, на некоја моделинг agency, војската тука се губи, исчезнува и станува, како што рековне, жалосен збир на платеници. Но за Клаузевиц, војската е врвот на политиката, а политиката е она секојдневно упорно туркање токму на тие воени стратегии. Дали тоа значи дека политиката ги следи истите тие структури, дека во политиката ние можеме да најдеме генералштабни офицери, стратези во униформа, мислители во униформа? Дали тука можеме да најдеме генералштаб, конкретен штаб, разни капетани, разни водници, па и тој каплар што не смее да се разбуди? Да, праксата на оние политички општества кои што се докажа без оглед на сите нивни гревови кон човештвото, праксата на Британија, на Франција, на Соединетите држави, на Германија, на Италија, Шпанија, тоа ни го докажува. Британскиот парламент ги познава така наречените випови, камшици, пратеници кои што служат за дисциплинирање на пратеничката група, нешто што за жал е потполно непознато во овие жални транзицијски општества, па затоа го имаме тој проблем на контролирање на пратениците, каде што многу лесно може за многу ефтино ветување, стан, два, бесен автомобил, пратеникот да премине, да мигрира, да прелета, викаме народно, од една во друга партија, да ги издаде своите другари, своите идеали, да го издаде својот електорат пред се и да стане символ на тоа преверување, но од друга страна си ги реши материјалните проблеми. Тој ВИП, тој каплар, десетар, партиски, е најдобар доказ како функционираат овие структури. Како функционира една успешна политичка структура, која од премиерот, од тој политички пандан, мирнодопски, би го нарекол пандан на генералштабот, па до овој парламентарен каплар, успеваат да изградат една витална политичка структура, која што успешно може не само низ векови да постои, туку да дава конкретни решенија за слава на својот народ, на својата земја. Овие земји кои што успеале во неколку наврати да создадат крупни империи преку целата планета, британците преку 30 милиони километри квадратни, французите блиску до 20, денешните Соединети држави, што ги гледаме што се прават ни светот. Сите тие сведочат за успешноста, за виталноста на овие политички структури, на овие партии, на овие парламентарни клубови и за успешноста на структурите кои успеале. Едни најобични луѓе на секојдневието, како што биле и Линколн, и Вилсон, и двата Рузвелти, и сите британски премиери, Черчил, Маргарет Тачер, да ги претворат во државници, во историски ликови, без випот во парламентот, без премиерот,
првиот министер, без сета таа структура, без кадровските школи кои што постојат во секоја партија, но и без секојдневниот живот на партиите, а тоа значи едно преклопување на нашиот секојдневен живот со сите негови потреби, со сите оние потреби за социализација, за спортски турнири, за разни дружења, за разни секојдневни преклопувања на луѓето, интеракции. Сето тоа партиите успешно го превзеле во овие земји и успешно го интегрирале само со една цел, а тоа е освојување на власта и имплементирање на оној концепт за кој што се борат, ајде идеал да го наречеме, во конкретната политика и во реалниот живот. Овој концепт би останал не само нереализиран, би останал нешто како замисла на мечтатели, на разни поети, сликари, уметници пред се и ништо друго, една утопија, никогаш не остварлива. И така луѓето би верувале да не биле овие структури, кои што слично како денешните моделинг агенции, како денешните спортски клубови, успевале да регрутираат кадри. Ние денес зборуваме, например, често пати, ете, тој млад дечко би бил добар фудбалер, таа девојка би била добар модел, например. А не зборуваме овој млад човек, жена, би биле добар лидер, би биле добар стратег. Не маркетиншки стратег, би биле добри стратези на општа полза на татковината или како што се викало во она класично доба на нациите, во тој долг 19 век од Француската револуција до Версајската конференција за мирот 19-та, за полза на народот. Како може ние да станеме тие народни работници, тие народни трибуни, на општа полза на народот, на општа полза на сите наши ближни и да им го направиме животот подобар на сите нив, од сите оние животни проблеми, ба до оние крупни, стратешки, дипломатски, општо народни проблеми. Можеме само ако постои таа структура која ќе не регрутира, која ќе не препознае со сите наши скриени во овој момент таленти и ќе не стави во онаа структура која што, како што спомнавме со војската, маминиот Рузмарин го претвара во дете на татковината, го претвара во воин. Тие политички војни, во овој случај, војни на мирнодобието, и тоа како и се потребни на татковината. Татковината плаче и моли за нив, но заспаната структура не може да ги даде се додека не биде разбудена во онаа смисла во кој што постоела со векови. Ете, да земеме пример на еден премиер, например, од 19-тиот век, од Британија. Дизраели, Пит помладиот. Тоа се луѓе, додуша од високото општество, кои што имаат еден така и инаку богат бекграунд од богати семејства, но кои што дефинитивно не би се оствариле во политиката да не постоела онаа структура на конзервативните либералните партии со сиот оној поглед на свет кој што го развиле философи. Не го развиваат партиите тој поглед на свет, а кој што овие го реализирале. Низ целиот 18 век, низ британскиот парламент постепено се крчка, што би рекол народот, една визија за таа поморска империја во која сонцето никогаш нема да заоѓа. И политичките партии постепено развиваат геополитички визии, што се секогаш поврзани со тоа партиско делување. Ниту една партија, ниту една групација никогаш не може да има иста геополитичка визија со другата, доколку се автентични, доколку се изворни и произлегуваат од милјето на народот кој што ги создал. Пит помладиот, победникот над Наполеон Бонапарта. Значи имаме судри на титани овде. Токму производ на тие политички парламентарни борби во кој што неговата политичка опција е она која што во поморската експанзија и во трансконтиненталната империја кој гледа остварувањето на својата визија за трговска империја кој што ќе ги шири трговските, според нив, политичките слободи. Ова биле идеалите на Лок, на Хјум, на англиското и шкотското просветителство, на Адам Смит, таткото на либералниот капитализм. Без Пит помладиот и без цела таа структура, ова би останале фантазии слични на утопиите на Томас Мор од пред неколку века. Ова би биле фантазии слични на социјалните и научните фантазии од нашето доба, Одисеја 2001, Звездени патеки, Војна на звездите.
никогаш не реализирани сништа на гениални мечтатели. Кој можел идеите на Лок, Хјум, Смит да ги реализира? Само такви луѓе како Пит Помладиот, подосна како Гледстон, како Дизраели. Зошто? Затоа што овие луѓе се регрутирани не во некоја абстрактна елита, туку во конкретна структура, од премиер до парламентарен вип. Без тоа парламентарно мнозинство, без тие кампањи, без цел тој трновит пат до мнозинството, до довербата, до кабинетот, никогаш не би успеале да реализират ниту една точка од програмата на Лок. Ниту една точка каква Британска Индија, какви борби во Јужна Африка, каква трансконтинентална империја. Ништо ова не би било остварено. Никаков Велингтон, никаков Нелсон, никаква битка кај Нил или на Трафалгар. Ништо ова не би постоело да не постоеле овие стабилни луѓе, овие визионери во пракса кои што идеалот успеале конкретно да го реализираат и кои што успеале визијата и идеалот да го оковаат, да го сковаат како меч кој што делувал во сите овие битки и ја донел славата на државата, славата на народот за наредните векови. Еден од нив, Дизраели, бил и успешен писател, човек кој што напишал 10 романи со политичка тематика, во кој што има доста визии, има, например, елементи на социјална фантастика. Ова сведочи не само за повеќе мултиталентираност на еден човек. Многу луѓе се така мултиталентирани, како Да Винчи, например, имаат разни дарови во себе. Творецот не бил скржав и ги обдарил луѓето со тие таленти. Но ова сведочи во исто време за луѓе кои што знаеле да направат една внатрешна хиерархија. Пред се тој бил, што би рекол Фридрих Велики, прускиот крал, слуга на народот. А потоа бил и писател. Потоа бил и човек со приватен живот. Потоа бил и се друго. Денес ние често пати ќе слушнеме од нашите пратеници. Јас сум пред се човек, јас сум пред се, не знам, татко, сопруг, бизнисмен, успешен деловен човек, докажан во спортот, докажан во ова, во она. И тука неговиот политички ангажман ќе го ставиме дали Б, многу ретко, дали В, Г, Д, се плаша меѓу Дж и Ш. На крај ќе дојде, што е една страшна неодговорност. Една страшна неодговорност кон сите тие луѓе кои што верувале во него. Страшна неодговорност кон сите нас наивните. Ние не се заложивме за тој човек, за пред нас, пред народот, пред татковината, пред нас, децата на татковината, да ги става своите индивидуални потреби, да ги става сите своји деловни, спортски, какви се не успеси. Не, ние се заложивме за тој да биде првиот меѓу децата на татковината. За тој сето свое да го положи пред олтарот на татковината. Затоа што, кој е на крај крајева за клетвата на тие војници? И животот ќе го положиме за татковината. Па зар тоа не важи за првиот војник? Тој ист Наполеон Бонапарта, противникот на Пит Помладиот. Века, во секој мој војник има маршалска палица. Значи, секој војник има потенцијал да стане врховен заповедник. И секој бирач, а бирачот е политички пандан на војникот, има исто маршалска палица. Има потенцијал да стане прв војник, но првиот војник ја има истата таа судбина, ако треба да го даде и животот на олтарот на татковината. Зошто првиот војник би се разликувал по било што од сите тие обични војници? Зошто мајорот, капетанот, водникот, па и капларот би се разликували од обичниот војник? Тоа е разликата меѓу виталниот партиски политички модел кој што ги даде Пит Помладиот, Гледстон и Дизраели и овој жалосен транзицијски антиполитички модел кој што даде квази партии во основа успешни продукти на политичкиот маркетинг и на политичките менаџери, на квази стратезите кои што постојат единствено за да не убедат во тоа како треба да ги продадат своите продукти на нас наивните. Драги пријатели, ви благодарам за нашето дружење.